за уставните измени? Значи, нема билатерален договор, туку повеќето политички партии, кои што се сега во различни блокови, имаат подпишано документ во кој што се обврзуваат дека нема да бидат дел од влада без јасен договор за уставни измени. И затоа сум убеден дека влада прво ќе има договор, односно уставни измени, а потоа ќе има влада, а јас во тој период како председател ќе го користам за постигнување на надпартиски и државен консензус по однос на овие прашања. Кога е тој документ подпишан? Пред неколку месеци. Господин Османи, ако новоизбраниот премиер кој да е... Премиер. Новоизбраниот премиер кој да е, ако не го користи уставното име во официјална комуникација, дали тоа може да значи ново вето од страна на Грција? Не, тоа значи кршење на уставот. Тоа е исто како да ги кршите законите и уставот по однос на било кое прашање. Не знам, еве земете било кој член од уставот кој што не обврзува, ако не го почитувате, тоа носи одредени последици. Новото име е уставно име на Република Северна Македонија и никој не смее да биде над и против уставот и законите. Господине Османи, многу е... Да. Ајде, ваш. Господине Османи, супер е целта да се стане земја членка на ЕУ до 2030. Меѓутоа, нели сметате дека во изминатиот период многу малку се направи да имаат чувство граѓаните, сите граѓани во земјава дека се еднакви, дека имаат еднакви шанси, дека е многу оптеретено општеството со непотизам, клиентелизам и во крајна линија висока корупција која од заробеното правосудство не се санкционира. Дали еве како идем председател во таа насока би правеле нешто? Видите, во однос на корупцијата, бидејќи тоа е вториот завет во мојата програма, ќе го образложам во наредните денови, само можам сега да навестам дека едно од моите најважни завети и едно од првите прашања покрај постигнување на државен консензус за Европската унија е формирање на меѓународен борд сочинет од НАТО, ЕУ и Соединените Американски држави, заедно со нашите институции, кои што ќе ги пресертифицираат носителите на јавни функции по однос на две прашања. Дали имаат врска со рускиот интерес и дали се инволвирани во било која форма на корупција. Инспирацијата за тој модел ја презедов од НАТО сертифицирањето, бидејќи за секој да може да бидете министер за надворешни работи, вие мора да имате НАТО сертификат сега како земја членка. Двајца сме во Македонија кои што го имаме највисокиот сертификат на НАТО Cosmic Top Secret, а за тоа треба 32 држави да ви одобрат дека во две овие прашања не сте инволвирани во корупција и во било каква афилијација со Русија. Што значи дека 32 држави на НАТО, Соединените Американски држави, Велика Британија, Франција, Германија и останатите ви имаат сертифицирано дека можам да имам пристап до највисоките, односно најголемите тајни на НАТО, а за тоа мора или да ги исполните тие два услова, да не сте корумпиран и да немате афилијација со Русија. Од тука се и јас почнав да го применувам тој модел и сите амбасадори ги пуштив на 100 ветинг. Кој не го исполнува тој критериум не може да биде амбасадор. Сега сакам да го подигнам на национално ниво. Односно, никој да не може да стане министер, директор, обвинител, судија, без да го добие овој сертификат кој што го дава овој меѓународен борд со нашите институции. Значи, некаков ветинг отпосле, откако сте избрани, туку пред да сте избрани за носител на јавна функција и сметам дека тука ќе заврши политичкиот лов на вештерки, тука имаме кредибилен процес на ветинг. И тоа за тоа ќе збориме во наредните денови. Јас сметам дека политичките прашања во однос на Европската унија се завршија. Преговарачката рамка е затворена. Нема веќе отварање на преговарачката рамка. Секој кој што ветува ќе репреговара или не го разбира процесот, или ги манипулира граѓаните. Нема трето во оваа прашање. Преговарачката рамка јасно ги има дефинирано сите аспекти. Сега ни треба само консензус. Покажавме дека имаме капацитет. Со скринингот покажавме дека знаеме тоа да го направиме. Едноставно бевме одлични. И тука не зборам за политиката, зборам за администрацијата, за експертите. Беа одлични во Брисел, со над 1000 луѓе, над 200 институции, со илјадници составници.
Нас ни треба политички консензус да си подадеме рака дека овој процес го затвараме во наредните 4 години. Немаме веќе друга пречка. Затоа велам, сега е шансата. Овие избори се референдум за Европската Унија, бидејќи земјата е на крстопат помеѓу два правци. Едниот е богата перспективна европска иднина, втората е изолација, конфликтност, безперспективност. Господино, сте пред формирање на влада уставни измени, очекувате тоа да го стори актуелниот или наредниот парламентарен состав и уште нешто, зошто сметате дека токму вие ќе успеете да ги седнете сите на иста маса, па се обидуваше и Пендаровски изминатиот период, но безуспешно? Бидејќи како човек кој што ги водел овие процеси во изминативе години, го имам знаењето по однос на сите аспекти од договорите, од врските кои што ги имаме и тие кои што ги имаат другите страни. И сум најповикан и најкомпетентен да интерпретирам што содржи еден услов или што содржи условот на одредени други страни. И сметам дека во тој дел сум соодветниот авторитет да можам да разговарам со компетентност по однос на сите аспекти од овие договори. Второ, јас сум имал во мојата кариера можности да соработувам со различни политички партии и функционери. И сум докажал дека моето аргументирање секогаш давало плод во можноста да се донесат одредени одлуки. Сметам дека од таа позиција и со тие контакти кои што ги имам низ светот, со таа компетентност од процесите и со таа широка соработка што ја имам со политичката сцена во државата, ме прави најсоодветен кандидат да можам како председател да го постигнам тој државен консензус. Значи нема завршување на тој прв состанок без подавање рака еден на друг. Независно од политички, идеолошки, етнички погледи. Си подаваме рака, даваме завет пред граѓаните дека ќе продолжиме да се бориме еден против друг во политичка смисла, но не за Европската Унија, не за најважната стратешка цел на граѓаните. И сум убеден дека тоа ќе успеам да го постигнам за кратко време.